Бугарско знаме на споменик на Делчев среде Македонија, поточно во градскиот парк во Скопје. Бугарските провокации продолжуваат од сите страни. Сега во главна улога Фондација Македонија од Софија. Таа ставајќи го знамето крај Гоце се пофали дека го исчистиле споменикот. Фондација Македонија повторно го исчисти споменикот на Георги Делчев во Скопје. Прв човек на оваа организација е Виктор Стојанов, кој во своето последно видео обраќање на Facebook се пофали дека веќе имале повеќе од 100 активисти, а повеќе и други да се приклучат. Најави дека овие денови во Македонија ќе пристигнале луѓе кои ќе шират нивната кауза. Пишете ни за да се вклучите в нашите иницијативи во Северна Македонија. Пишете ни да се вклучите во нашите иницијативи во Македонија, да патувате кога ќе можете со нас. Пак кажувам, веќе имаме луѓе таму, други тргнуваат наредниве денови. Не сакам да посочам точно кој кога, бидејќи ќе има тенденциозно однесување кон нив на границите од страна на граничните власти на Македонија. Инаку Фондација Македонија последен пат беше актуелна пред неколку месеци кога низ Скопје ги залепи на лепниците дека сме биле еден народ со бугарите, затоа се пофалија и на Facebook. Фондацијата Македонија подготвува 10.000 шарени лепливи стикери кои ги изгледаат вака. Нашите активисти ќе лепат стикери по улиците на сите градови во Македонија. Нема правописна грешка. Само надписот е МК, норма на бугарскиот јазик. Виктор Стојанов на јавноста првично стана познат лани кога преку социјалните мрежи нудеше подарок бугарски книги на македонски граѓани, акција за која се фалеше и со видеа на социјалните мрежи, потенцирајќи дека станувало збор за бугарски народни песни од браќата Миладиновци. Здравейте, пристигнахме в Скопје. Зад мен се книгите. Тук имаме хора които очакват да ги получат. Сега ще ги разтоварим и ще отидем за още няколко града, където също да разтоварим книги. Всички книги ще бъдат разпределени до 920 души. 920 книги български народни песни на братја Миладинови. Како и за многу други потези, за овие на Фондација Македонија повторно молк од македонските власти. На многу пати досега поставените прашања дали ќе реагираат, како по обичај, одговор никогаш нема.